Целодневен фестивал во саботата се одржа и на Спомен Костурница, а фестивалот беше проследен и со диџеј сетови на Никола Наумовски, Игор Калци и Антонио Димитриевски, танцов перформанс на танцово студио Ултра, како и концерти, меѓу нив и на групата Авелина. За жал, требаше да има изложба од Сабајле, но временските услови не дозволиле, па тоа се одлага за најбрз можен рок следната недела, веројатно. А од 6 попладне сега имаме концерти на бендовите кои што мислиме ние дека се моментално најдобри на домашната сцена. Ги имаме Авелина, сите имаат ново издание, нов албум, тоа беше еден од концептите за да настапат на фестивалот. Авелина, па имаме модерен балет Ултра, ДНО, Ки, PMG Collective оркестар, за прв пат, за големо задоволство е стварно да ги чуеме у таква формација, од трио сега се 8 души. И на крај нашите локални херои Дадо и Мамли. Имаме новиот спот, извадивме нова ствар со спот, се вика Чуеме. А имаме и други нови ствари, имаме една девојка која е без спот, али на овој сега настан ќе одсвириме од новите ствари само една, таа Чуваеме. Знаеш, ќе шибаме со по-жустри, по-јаки ствари, а тоа се по-стариот материјал. Јас мислам дека ова треба да прерасне у традиционално. Као традиционален фестивал. Треба да има многу поише вакви низ држава. Целата сцена, све, мислам, тоа треба следните 10 години да се прават нон-стоп вакви настани. Ние сме Авелина, значи постоиме околу 2 години, свириме заедно една година. Пред неколку месеци, тоест пред пола година, издадовме албум Од екот на предокот. Нашата кауза и свирење се за основа на сочувувањето на природата и на меморијата за предците. Тоа ни е главната кауза, за тоа свириме и сакаме да направиме релација помеѓу сегашното време и времето од минатото, за да ги имплементираме и двете нешта и да имаме поубав природен и емпатички живот. Свириме природни инструменти, освен сајзерот, тој е врската со сегашноста. И среќни сме дека свириме на отворено за прв пат. До сега само 3 пати сме свирале и тоа се на затворено. Прв пат ни е на отворено да свириме и прв пат во природа, во ваква околина. Влезот беше со донација, а публиката присуствуваше согласно важечките здравствени протоколи за настани на отворено. И овој фестивал, како и 3-дневниот на Кокино, е во рамки на јубилеот 30 години независност.